Јавноста треба да ја знае вистината, за да нема никакви шпекулации и дезинформации. Полицијата немаше никакви сознанија, ниту најави за насилни инциденти. Полицијата ги обезбедуваше граѓанските протести, како и секој ден во изминатите 2 месеци. Оперативниот штаб формиран уште од почетокот на протестите, досега немаше регистрирано ниту еден, ќе повторам, ниту еден инцидент за сите овие 60 дена. Не постоеа никакви дојави дека во текот на вчерашниот ден ќе се случи некаков инцидент. Затоа, полицијата стандардно, по веќе поставениот план, со истиот број на полициски службеници, го обезбедуваше собранието. За жал, во собранието по завршување на седницата на парламентот, вчера се случија неколку инциденти кои го предизвикаа и испровоцираа гневот и револтот на граѓаните. Кога велам дека немало никаква пријава до полицијата, сакам да кажам дека никој, нити од собранието, не се јави дека ќе има обид после завршување на седницата да биде прогласен нов спикер. Какви биле проценките на тие што го планирале оваа сценарио, не можам да коментирам, но очигледно е дека начинот на кој беше спроведено ги зголеми безбедносните ризици и предизвика моментална, ќе повторам, моментална реакција на присутните пред собранието. Ќе треба време и дополнителна анализа зашто тие што стоја за сценариото одбраа да го реализираат тоа после 18 часот, знаејќи дека во тоа време секојдневно се одржуваат протести пред зградата на собранието. Настаните потоа се одвиваат брзо, како на филмска лента. Граѓаните за неколку минути го обиколија собранието и се обидоа да влезат внатре. Имаше обиди полицијата да го спречи влезот на иритираната и разгневена маса, но употребата на сила во тие услови можеше да значи и да предизвика десетици жртви.